Доброј ден, драги дичиња, јас сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март. Денеска би сакала да ви ја раскажам приказната за капката Пик-Пик и впрочем да научиме нешто. Се започна вака. На небото имало една голема капка која била дождовница, која живеела во облак. Со другите капки и се чувствувала многу среќна. Сите останати капки ја нарекувале капката Пик-Пик. Еден ден, времето одеднаш се сменило. Почнало да дува силен ветер и капките биле во опасност да паднат на земјата во вид на дожд. Ветерот дувал се посилно и посилно, тресејќи го облакот, а со тоа и постојала опасност Пик-Пик да падне на земјата и да се одвои од другите капки. А тоа воопшто не го сакала. Така Пик-Пик се одвоила од облакот и паднала. Паднала во една градина на листовите на црвената роза. Пик-Пик се криела меѓу меките и фини црвени ливчиња на црвената роза. Паѓајќи надоле, Пик-Пик се удрила во розата, но тогаш црвената роза започнала да се смее. Кој се смее? Прашала Пик-Пик. Јас сум црвената роза. Баш ми е мило што те запознав. А јас сум капката Пик-Пик. Мило ми е што те запознав, Розо, рече Пик-Пик. Јас имав многу потреба од вода. Бев многу жедна, рече црвената роза. Среќна сум што можам да им помогнам на цвеќињата во оваа прекрасна шарена градина, рече Пик-Пик. Да, за мене сте сите вие многу важни, рече Пик-Пик. Знам дека ние, капките, сме многу неопходни за вашиот живот, за сите растенија, како и за дрвјата. На вашите корени им е потребна нашата помош, и објасни Пик-Пик на црвената роза. Веќе наредниот ден на небото силно изгреало сонцето. Сонцето толку ја загреало земјата, што ги привлекло повторно сите капки кон небото. Тогаш на небото капките повторно формирале облак, кој бил подготвен повторно да се спушти на земјата во секое време. Денеска, драги другарчиња, научивме за облакот, кој што е составен од голем број на капки. При тоа, кога ќе дувне силниот ветер, тие капки се одвојуваат од облакот и паѓаат на земјата. На земјата капките, другарчиња, и помагаат на розата, на тревките, на корењата на сите растенија и на дрвјата да се напијат водичка и да расцветаат во разни бои, да раззелене тревата во прекрасен пејзаж. Ние, како што секогаш правиме, така ќе направиме и денеска и ќе повториме што всушност научивме денеска низ неколку куси прашања. А вие како правиме? Мисли, со малото мозоче смисли и одговори на прашањето. Следните прашања. Кој живееше на небото во облакот? Како се викаше капката? Кој ја бутна Пик-Пик на земјата? Кого израдува Пик-Пик со својот пат на земјата? Кој и помогна на Пик-Пик
повторно да се качи во облаците на небото. Драги дечиња, јас сакам на крај да ви кажам една, може да ја наречем и поука, која што гласи дека сите ние едни без други не можеме. Облаците не можат без капките. Капките не можат без ветрот да паднат на земјата да им помогнат на растенијата. Растенијата не можат без водата, тоест капките од облаците. А капките не можат без сонцето за да повторно се качат на земјата. На крај би сакала да направите една изработка со вашите родители, се надевам, од материјали кои што ќе ги имате во вашите дома. Се што ви е потребно за изработка на ова облаче и овие капки ви се бел лист, потоа сина боја, дали ќе биде водена боја или пак темперна боја, и една мала изработка, можете од тоалетна хартија, тутурката што останува, да ја оформите во вид на капка, да ја брцнете во бојата сина и да печатите капки. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме што поскоро, но овој пат во нашите занимања. Довидување, до следното видување.